студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. На 4 дена пред рокот за донесување на изборниот законник, приближување на ставовите нема. За Филипче постојните изборни правила се добри. За Мицкоски опозицијата свесно одбива нови изборни правила, за да има алиби за изборните порази што ја чекаат. Супер вторник за евроинтеграциите со 4 меѓувладини седници. Филипче обвинува, земјата тоне во изолација. Мицкоски возвраќа, сегашната опозиција ја доведе Македонија во оваа позиција. Средбата со маркетите кои неоправдано ја зголемиле профитната маржа ќе се одржи во Министерството за економија. Ќе добијат предупредување итно да ги вратат маржите на претходното ниво. Топлотниот бран која покоси Западна Европа повторно доаѓа и во земјава. Најчувствителни хронично болните, но и лицата од социјален ризик и бездомните лица. Брзата помош со 70 на интервенции дневно во Скопје. САД бараат гаранции од Иран за слободна пловидба низ Ормудскиот теснец. Двете страни се согласиле да продолжат со разговорите и покрај борбите. Од Сителовите репортери на теренот, Катерина Нешкова со последните информации околу изборниот законник. Рокот за донесување на новиот изборен законник се ближи, а приближување на ставовите нема. За председателот на СДСМ Филипче постојните изборни правила се добри. Премиерот Мицкоски пак вели дека опозицијата свесно одбива донесување нови изборни правила за да има алиби за изборните порази што ја чекаат. И од коалицијската знам застануваат за предлогот за гласање на диаспората. Но дали утрешната покана од левица до опозицијските партии за состанок за да донесат заедничко барање до власта има шанси да се оствари во живо? Прашувам Катерина Нешкова. Патино, мали се шансите, имајќи ги предвид позициите кои што сега ги имаат и од власти и опозицијата, да левица ја презеде она иницијатива да организира ваков опозицијски состанок на кој што минатата недела повикува од владеачкото мнозинство со цел да се испеглаат разликите помеѓу опозицијските партии, имајќи предвид дека таму постојат разлики и за една изборна единица и во делот на начинот на гласање на диаспората и на кои избори и околу финансирањето на изборните кампањи, но како што споменав, мали се ваквите шанси. Денеска Филипче цврсто застанува против било какви промени во делот на гласањето на диаспората. Се уште на маса го става оној предлог за формирање на посебно експертско тело кој до 2028 година ќе расправа за ваквото правило, на што Мицкоски возврати дека секој формирање на комисија или вакво тело значи само недонесување на решение, односно можност за алиби на опозицијата за евентуални изборни порази. Последните партиски ставови за ова прашање за кое што е дел и од реформската агенда во продолжение. Речи се без шанси останува донесувањето на изборниот законник до среда, рокот кој го определи Брисел за целосно исполнување на реформската агенда за да се добијат дополнителни 4 милиони евра од планот за раст. Лидерот на СДСМ цврсто на ставот дека не попушта за гласање на диаспората надвор од гласачкото место. Филипче смета дека постојните изборни правила се добри. Спремни сме и секогаш ја поддржуваме европската агенда, но не по цена. ВМРО протне механизам со кој што можат утре да ги крадат изборите. Ако го тргнат членот, по кој што се менува до сегашниот начин на гласање на диаспората и да се согласат. Еве дека се формира работна група, која што доколку треба може да разговара за некој начин соодветен како поинаку би гласала диаспората, да им се олесни на тие луѓе, но не со примери какви што во Европа до сега не функционирале. Добро функционирале изборите до сега, немало сериозни забелишки, добро се спроведувале. Премиерот Мицкоски пак вели дека опозицијата свесно одбива донесување на нови изборни правила со цел да има алиби за изборните порази што ја чекаат. Ако сакате некоја работа да не се заврши, тогаш формирајте група или комисија и тогаш работата сигурно нема да добие онаков тек како што треба да добие. Предпоставувам таа е целта на СДСМ. Ние рековме, вие во опозицијата договорите, се ве ангажирате експерти, работете, правете што ќе правите, усогласете текст, донесете него текстот во кој што ќе биде вклучена
и методологија како би гласала диаспората поинтензивно, ние без да го проверуваме веднаш ќе го поддржаме. Ни тоа не го направија. И од коалицијската знам застануваат зад предлогот за гласање на диаспората. Изненаден сум што оние што многу често се повикува за потреба на измена на самиот закон, денеска многу повеќе ги гледаме по најлуксузните летувалишта во регионот, каде што испраќаат од јахти и други луксузни локации политички пораки дека не се согласуваат со истиот и го блокираат самиот процес. Претходно од владеачкото мнозинство неколку пати повторија дека понеделник е крајниот рок, до кога ќе ги чекаат опозицијските СДСМ, Левица, ДУИ, Села и Таравари да седнат и да ги испеглаат разликите околу една изборна единица, финансирањето на кампањите и рекламирањето, како и моделот за гласање на диаспората од далечина. Левица, иако со критика до власта за измените на изборниот, ја презеде иницијативата да свика опозицијски состанок од понеделник, но засега ниту една друга опозицијска партија не ја прифати поканата. Изборниот законник пред 2 недели беше блокиран со 14.000 опозицијски амандмани. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Супер вторник за евроинтеграциите и проширувањето на Европската Унија. Ирското председателство на 4 меѓувладени седници затвора 3 клучни поглавја за Црна Гора, со што ќе се затворат 18 до 33 преговарачки поглавја. Албанија затвора исто 3, а Украина и Молдавија на новите меѓувладени конференции отвораат нови кластери. За опозицијскиот лидер Филипче ова е директен доказ дека земјата тоне во изолација, а премиерот Мицкоски ја држи во ќорсокак. Опозицијата доведе Македонија во оваа позиција, прифаќајќи предлог кој е асиметричен со македонските национални интереси, вели премиерот. Според Мицкоски, Македонија е најнапредна држава на Балканот во испорачување на реформи, но уставот нема да се промени. Додека Брисел следната недела станува центар на евроинтеграциите за дел од земјите од Западен Балкан, Македонија останува само наблюдувач. Во вторник, на 4 големи меѓувладини конференции, Црна Гора и Албанија ќе направат огромен чекор напред кон Европската Унија со затворање на 3 клучни поглавја, а нови кластери се отвораат и за Украина и Молдавија. Но новој густ европски календар Македонија ја нема никаде. За опозицијскиот лидер Венко Филипче, ова е директен доказ дека земјата тоне во изолација. Го обвини премиерот Мицкоски дека поради лична немоќ и немање јасен план ја држи државата во ќорсокак, оставајќи ја без европски фондови и без неопходните реформи. Очигледно е дека сме заложници на личната немоќ на премиерот Мицкоски да се справи со ова најважно прашање за нашата иднина, за иднината на граѓаните на Македонија, тоа е членството во Европската Унија. Заложници сме на неговата некапацитетност да изгради државна стратегија за тоа како ќе станеме земја членка на Европската Унија. Опозицијата ја доведе Македонија во оваа позиција, прифаќајќи предлог кој е асиметричен со македонските национални интереси, вели премиерот. Според Мицкоски, Македонија е најнапредна држава на Балканот во испорачување на реформи, но уставот нема да се промени. Народот, вели тој, е уморен од национални отстапки без никакви гаранции. За мене промена на устав и прифаќање на тоа што прифатила претходната влада не е реформа. Не е реформа. И нашиот став е јасен и прецизен. Граѓаните од лидерството во македонската влада очекуваат да го заштити македонскиот национален идентитет. И ние тоа го правиме. И нема цена по која што ние можеме да правиме безусловни отстапки. Ние може да се договараме, може да разговараме, бараме решение, конструктивни сме и така и ќе продолжиме и понатаму, но безусловно јас подпис да ставам на нешто што прифатила претходната влада или така наречената капитулација, додека сум јас ова што сум, тоа нема да го направам. Ирското председателство со Советот на ЕУ го најави 14 јули како супер вторник за европското проширување. Црна Гора треба да ги затвори поглавијата кои опфаќаат политиката на конкуренција и Царинската унија. Со ова Подгорица ќе има привремено затворено 18 од 33 преговарачки поглавја, што ја прави земја лидер од Западниот Балкан за членството во Европската унија. Албанија треба да ги затвори поглавијата за наука и истражување, образование и култура, како и за надворешни односи. Тамара Дичовска, Сител телевизија.
Средбата со маркетите кои неоправдано ја зголемиле профитната маржа ќе се одржи во Министерството за економија. Ќе добијат предупредување итно да ги вратат маржите на претходното ниво. Топлотниот бран која покоси Западна Европа повторно доаѓа и во земјава. Најчувствителни хронично болните, но и лицата од социјален ризик и бездомните лица. Брзата помош со 70 на интервенции дневно во Скопје. Средбата со маркетите кои неоправдано ја зголемиле профитната маржа ќе се одржи во Министерството за економија следната недела. Ќе добијат предупредување итно да ги вратат на претходното ниво. Премиерот вели анализата е направена на околу 600 основни прехранбени производи и зголемувањето е од 2 до 5%. Мицковски е задоволен од бројките за инфлацијата која е најниска во регионот. За лидерот на СДСМ пак празните фрижидери на граѓаните се најдобриот демант. Маркетите кои неосновано ги зголемиле профитните маржи ќе бидат предупредени и повикани да ги намалат. Средбата со нив нема да биде во владата, туку во Министерството за економија следната недела. Таму ќе се бараат причините зошто и покрај намалените набавни цени на одредени производи, продажните останали исти. Премиерот Мицковски вели дека анализата на пазарна е готова, каде е нотирано дека некои трговци ги зголемиле бруто профитните маржи од 2 до 5%. Очекувам во најкраток период оние кои што ги имаат малку зголемена маржите спореден со истиот период од минатата година од 2 до 5%, зборам на тие веќе постојните бруто профитни маржи од 10%. Да речеме, ако маржата била 10%, сега се 12 или 15%. Тие ќе бидат предупредени. Премиерот сепак е задоволен од бројките за инфлацијата, која вели дека е најниска во регионот. Храната за една година поскапела за 2,5%, што според него е показател дека владините политики даваат резултати. Опозицијата со спротивен став, лидерот на СДСМ Филипче, вели дека празните фрижидери на граѓаните се најдобриот демант за приказните на премиерот, дека сме трета економија во Европа. Животниот стандард уште повеќе ќе опаѓа во месеците кои ќе следат. Следува тешки есенски месеци, во кои што не се знае колка ќе биде цената на струјата, што ќе покрене дополнителен бран на поскапување. Пад на странските инвестиции, пад на индустријското производство, стагнација на платите, на просечната, на минималната плата, стагнација на платите во здравството, во образованието. Инак од Министерството за економија најавија дека доколку трговците не ги намалат бруто профитните маржи, ќе воведат мерки. Во игра се намалување на ДДВ-то кај храната, како и ограничување на маржите. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Продолжуваат капиталните инвестиции во Охридскиот регион. Министерката за образование Весна Јаневска најави целосна реконструкција на студентскиот дом во градот, кој е во многу лоша состојба и во моментот е затворен. Со 100 милиони денари се реконструира и Охридската гимназија Свети Климент Охридски, која ќе добие целосно нов модерен лик и наставни средства. Се работи и на бројни инфраструктурни проекти. Продолжуваат инфраструктурните капитални инвестиции во Охрид. Министерката за образование Јаневска најави дека покрај зафатите за реновирање на регионалниот центар за стручно образование, електромашинскиот центар наскоро ќе започне и целосна реконструкција на студентскиот дом кој е во лоша состојба, моментално затворен и во процес на промена на раководството. Јас верувам годинава, ако не на почетокот на идната година, почнуваме со темелна реконструкција на студентскиот дом, севкупни вложувања на МОН од околу 5,5 милиони евра во Охрид. Работиме за младите, им овозможуваме подобри услови, секако и на нивните наставници, кои се клучна карика во образовниот систем, за стекнување на повеќе знаење, повеќе вештини, повеќе компетенции и секако со идеја дека тие ќе останат овде и во иднина ќе го водат градот Охрид, а се надевам и државата Македонија. Со вкупна вредност од 100 милиони денари се реконструира Охридската гимназија Свети Климент Охридски, која ќе добие нов модерен лик и подобри услови за учење, а се работи на уредување и асфалтирање на улицата Кленоец, каде со водоводната линија се поврзуваат 10 до 12.000 жители. Кленоец, која што со заедничка инвестиција помеѓу владата и општина Охрид од околу 83 милиони денари, имаме целосна промена на водата, атмосферската канализација, канализационата, фекалната канализациона мрежа
мрежа, асфалтирање и уредување на тротоарите. Зошто беше толку битно? Ова беше улица каде што самата водоводна линија представуваше поврзување на повеќе од 10 до 12.000 жители кои што тековно, посебно во текот на летниот период и неделно се случуваше да имае по 5, по 6 или 7 дефекти. Тоа ќе биде минато. Инаку во изминатите 2 години во општина Охрид завршени се 23 проекти во вредност од 16 милиони евра, а се работи на нови 10 инфраструктурни проекти. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Топлотниот бран кој во изминатиот период ја покоси Западна Европа, повторно доаѓа и во земјава. Најчувствителни на топлото време и променливо време се хронично болните, но и лицата од социјален ризик и бездомните лица. Брзата помош дневно интервенира во 70 на случаи само во Скопје, и тоа главно колапси од топлото време. Интервенциите се и кај млади лица, но и кај бездомните лица кои денот го поминуваат на отворено. Главна препорака на лекарите е да не се излегува надвор кога е најтопло. Новиот топлотен бран го зголеми бројот на повици во Скопската брза помош. Екипите дневно имаат по 70 на интервенции, а 1/3 се на јавни места. Последните 3 дена во едно деноноќе регистрираат и по 7 до 10 колапси, а само денеска до пладне 5 граѓани се онесвестиле поради високите температури. Како што велат од службата, интервенирале и кај млади и претходно здрави лица, но и кај социјално ранливи и бездомници, кои остануваат на отворено и во најтоплиот дел од денот. Повеќето од колапсите се решаваат на јавни места, меѓутоа некогаш и знаат да се повредат, па може да завршат и во болница. Иначе превенција при колапси и при топлотни удари, првенствено што може да направат граѓаните е да го трнат лицето кое што се наоѓа на сонце, да го стават под сенка. Доколку се работи за несвесно лице, нека го легнат да му ги кренат нозете, за брзо време се повраќа свест. Може да почнат со давање на напитоци, најубаво е вода, ама да не биде таа грч ладна вода, мислам многу ладна, него да биде вода најобична. За да се превенираат колапси и да не дојде до влошување на здравјето кај граѓаните поради високите температури, од Скопската брза помош советуваат да не се излегува кога е најтопло, да се пијат многу течности и да се избегнува физичка активност. Посебно да се внимава при влез во автомобил кој стоел подолго време на сонце. Прво да се разлади самиот автомобил, развива голема температура внатре, пошто е херметички затворен. Кога ќе се пристапи, ако е веќе оставен на сонце, да се отворат вратите, барем да се излезе тој топол воздух, да се уклучи климата, малку да поработи да излезе тој топол воздух, не веднаш да се стартува со движење. На еден организам му треба од 5 до 15 минути секој излегување од топло на ладно, му треба малце време на адаптација, па така да треба да му се даде и тој временски период. Освен на колапси од итната медицинска помош, вела дека периодот имаат зголемен број на интервенции на сообраќајки, посебно кај повредени кои паднале од тротинети. Апелираат граѓаните да бидат внимателни, зашто само со 6 екипи во смена го покриваат Скопје кој стана милионски град, но и автопатите. Александар Динев, Сител телевизија. Што е остварено и што планира да промени во Министерството за социјална политика, демографија и млади? Кога ќе се реализираат ветувањата? Дали се во опасност пензиите од вториот столб? За злоупотребите кај примателите на социјална помош? Тема на денот со заменик министерот во Министерството за социјална политика, демографија и млади, Ѓоко Велковски. Центарот за јавно здравје од Прилеп демантира дека во градот нагло се зголемил бројот на лица инфицирани од ХИВ-СИДА и тоа за 50-тина. Паниката се шири на социјалните мрежи. Инако од првиот случај во градот во 1987 година досега има 37 лица регистрирани со ХИВ-СИДА, од кои 7 се починати. Не се точни информациите кои што во последниот период кружат на социјалните мрежи, дека во Прилеп бројот на лица инфицирани со ХИВ вирусот е зголемен за околу 50-тина, демантираат од Центарот за јавно здравје од овој град.
од каде што потенцираат дека од 1987 година, кога е регистриран првиот случај во градот, досега имало 37 лица регистрирани со ХИВ-СИДА, од кои што 23 се ХИВ позитивни, 14 се болни од СИДА, а има и 7 починати лица. Од овие 37, 3 лица се регистрирани од почетокот на 2026 па се до денес. Се шпекулира со некои бројки од 50 ново инфицирани лица, се споменува дека има и млада популација заразена, инфицирана. Сакам да ги отфрлам овие шпекулации. Бројките се тие што и претходно ги кажав, од 87 година до денес во Прилеп официјално потврдени се 37 случаи на ХИВ-СИДА. Сакам да го известам населението да не наседнува на овие непроверени и неточни вести и информации, а од друга страна секој оној кој што сака да го дознае својот ХИВ статус слободно да се обрати во Центарот за јавно здравје, каде што ќе може бесплатно да направи ХИВ тестирање. Инаку најчесто се инфицирале лицата од машки пол и тоа младата популација која што била и сексуално активна. Од 37 регистрирани случаи, 33 се од машки пол, 4 се од женски пол. Во однос на возрастната дистрибуција, најголем процент, околу 78% се на возраст од 20 до 39 години. Во однос на начинот на пренос на трансмисијата, кај популацијата мажи кои имаат секс со мажи, вкупната бројка е 27 или 72% од вкупниот број на регистрирани случаи, хетеросексуалниот пат на пренос 7 случаи или 19%, имаме еден случај на лице кој инјектира дроги и 2 случаи по вертикална трансмисија од мајка на дете. На ниво на држава пак од 1987 до денес имало 760 регистрирани случаи на ХИВ-СИДА, од кои што над 30% се регистрирани во последните 5 години. За Сител, Дарко Штарговски. А во Струмица се подготвува нова стратегија за туризмот на југоистокот од земјава и тоа за периодот 2027 до 2032 година. Таа опфаќа агресивна промоција на сите убавини во регионот, кој речиси невидлив за странските гости. Сите забелешки ќе бидат имплементирани во стратегијата која се крои директно од теренот. Поголема едукација за создавање квалитетен кадар, отварање туристички информативни центри и многу поагресивна промоција надвор од државата. Ова се дел од предлозите на туристичките работници од југоистокот за новата национална стратегија за развој на туризмот 2027-2032 година. На работилницата што се одржа во Струмица, тие потенцираа дека и покрај сите убавини, регионот е речиси невидлив за странските гости. Ни фалат информации кои треба да дојдат да стигнат до гостот. Нашиот регион не е познат на светскиот пазар. Значи треба да го информираме странскиот гостин дека постоиме воопшто, а имаме што да понудиме. Например, битката на Беласица, патеките да се направат со едукативни табли, руралниот туризам, со агротуризмот. Југоисточниот плански регион располага со природни богатства, со културно и природни наследства, езера, автентична гастрономија. Сите овие потенцијали кои што ги има југоисточниот регион, наша задача е што повеќе да ги промовираме, да ги развиваме во еден стратешки пристап. Дека е потребна поголема видливост и координација на терен, потврдува и професорот Сашо Коруновски, кој е дел од работната група за изработка на стратегијата. Тој нагласува дека туристичкиот производ е комплексен и дека во Македонија главно недостасува соработка меѓу агенциите кои го продаваат и чинителите кои реално го реализираат на терен. Проблемот на организацијата. Туристичките производи се многу комплексни производи и треба соработка при нивната реализација на многу чинители. Значи, агенцијата само го продава, ама на терен го реализираат многу чинители. И таа координација воглавно во Македонија недостасува и тука се настануваат проблемите. И третиот дел е дигитализацијата. Значи, вие денес, ако не постоите во дигиталниот простор, тогаш тешко продавате. Сите сме свесни дека ако немате онлайн плаќање, ако немате онлайн информација, вие оние класични канали на продажба веќе се повеќе замираат. Сите забелешки ќе бидат имплементирани во новата стратегија која според професорот Коруновски нема да биде само кабинетски документ, туку се крои директно на терен. Идејата е да се согледаат размислувањата на локалното население, кое реално треба да ги спроведе плановите. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.
Соединетите Американски